Постоечкиот дневен центар за стари лица во село Исти Бања ќе се преадаптира во клуб за активно старење, кој ќе биде во целосна функција на околу 250 стари лица во селото. За таа цел, деновиве се остварија неколку средби меѓу Министерството за транспорт и социјална политика и Организацијата Хуманост и Македонската платформа за сиромаштија. Денешниот првечен состанок со општина Виница, значи со градоначалникот сите сектори во општината Виница и представниците од Министерство за труд и социјална политика и Македонската платформа против сиромаштија и националниот консултант всушност адаптирање на постоечкиот дневен центар за стари лица во Исти Бања да биде пренаменет во центар за активно старење. Всушност тоа представува исполнување на Мадридскиот план за активно старење и заложбите на Министерство за труд и социјална политика, да ваквите дневни центри имаат план и програма кои што ќе ги инволвираат покрај нивното дружење, ќе им дадат многу можности за и активности кои што ќе бидат направени по имплементирање на овие центри за активно старење. Ова е првичен состанок, меѓутоа во периодот кој што следи ќе го преземеме искуството од Босна и Херцеговина како земја кој што ги има имплементирано овие центри за активно старење. Значи ќе не дојде консултант од Босна и Херцеговина кој што ќе ги посети центрите, ќе направи план и програма. Дали и како можеме да ги имплементираме овие активности кои што и овие дневни центри од Сараево во Македонија. Значи во првата пилот активност на Македонската платформа против сиромаштија и проектот кој што е поддржан од УНФПА ќе бидат дневните центри во Чашка и во Виница и се надеваме дека во периодот овие два центри поддржани од УНФПА и Министерство за труд и социјална политика ќе бидат пример за останатите општини, значи во втората фаза да можеме да го преземеме искуството од овие два и да го пренесеме во другите региони во Македонија. Овој заеднички проект треба комплетно да ги заживее овие центри да бидат институции кои квалитетно ќе го исполнуваат животот на луѓето од третото доба.